За сега нема морбили во источниот дел на државата. Центрите за јавно здравје во текот на изминатата година немат регистрирано ниту еден случај. Прогласувањето на епидемија во Скопје е резултат на антивакциналните кампањи, сметаат фармацевтите. Загрижува податокот дека родителите се уште не веруваат на вакцината за морбили, за која се претпоставува дека предизвикува аутизам. Од 85 до 87% се движи процентот на вакцинирани деца со оваа вакцина. Од фармацевската комора се децидни, вакцината која се користи во Македонија е со врвен квалитет. Морам да кажам дека тоа се само лоши информации, недоволна информираност на населението, за жал послаба е имунизацијата во урбаните средини, каде што очекуваме луѓето да бидат подобро информирани. Што се однесува до квалитетот на вакцините кои што се увезуваат во државата, со сигурност тврдам дека се со највисок квалитет, се запазува ладниот ланец, се водат тие сите посебни процедури за да бидат заштитени соодветно. За сега во литературата не постои ниту еден пример кој потврдува дека вакцината против морбили предизвикува аутизам, категорична Ангеловска. Најверојатно луѓето го поврзуваат тоа со возраста на детето кога треба да прими одредена вакцина, се совпаѓа со возраста во која што се откриваат првите симптоми на аутизмот. Најверојатно од таа причина луѓето го поврзуваат семањето на вакцината со евентуалната појава на аутизам. Штип е меѓу градовите со највисок процент на имунизација. Статистичките податоци укажуваат дека од 90 до 95% од популацијата е вакцинирана. Се поголем е бројот и на родители кои воопшто не ги вакцинираат своите деца. Во периодот од 2015 и 2016 година, 6 деца воопшто не се имунизирани, односно немаат примано ниту една вакцина.